Помина речиси 5-6 години, кога така да речам последен пат прошетав низ Демихисарскава регија, поточно речено кога во 2017-тото господово лето за Илинден, како дел од Мавровско-Кичевско Демихисарската којнича, не пречекаа демихисарци и не испратија во правец на Крушево кон Мечкин камен. Ете како што вели народот, Господ милувал Демихисарскава регија повторно да ја посетам, да направам документарен запис и за селото Граиште, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова село, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старо-македонско време, римскиот период, византинскиот, отоманскиот и денешново наше современие, кои се дел од парчево земја кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде, македонски, и е дел од севкупната историја на Македонија. Иако со години крстарам низ Демихисарско, така да речам, никако не му доаѓаше редот за ова населено место да направам документарен запис. Една стара народна поговорка вели, не кога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. И навистина така и бидна. На вториот ден на Великден, оба 2024 ово господово лето, рано ми зазвони мојот телефон, ја кренав слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица, слушнав еден непознат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоране, како си? Да не те разбуди?" ми рече. "Добро утро," му реков. "Буден сум, одамна сум буден," додадов. Овдека Горан Кочовски, туку ете јас така порано, знаеш, по селски се јавувам, имам една молба, да те замолам, ако можеш, да дојдеш во Демихисаров наш наслушен, да дојдеш во моево родно село Граиште, да направиш едно убаво слико за моево родно место. Ете, сега кандисај се. Јас своето си го кажав, сега оставам на тебе, ми рече. Слушај вака да ти кажам. Со ние сум деновиве повторно да прошетам низ Демихисарскава регија, па убаво би било да го посетам твоето родно село и за него да направам едно убаво слико, малку на повисок глас на шега му довикнав. Туку кажи ми кога да дојдам, го подсетив. За Свети Тома, за Света Томина недела, имаме голема прослава, слава му е на манастиров наш, чие име го носи на апостолот Тома, голем народ се збира, ми рече. Ти само дојди до Демихисар, а јас ќе ми те пречекам и се ќе ти организирам, ич да не му се секираш, ми рече Горан Кочовски. Навистина така и бидна. За селото Граиште тргнав во раните попладневни сати, ден пред празникот Свети Тома, за да стасам навреме што се вели, каде што ме пречека мојот домајчин Горан Кочовски, заедно со неговите соселани и професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насущна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менеджерскиот тим на продукцијата Мариово филм, кој беше дојден во селото Граиште по нова истражувачка, географско, антрополошка и историографска мисија. Почитувани мои, овој стар олдтаймер, овој джип, камазот, руската машина, да знае да зборува каква историја има во него, каде се поминал со мене, кој што ми е патник скоро 30 години, патувајќи низ Македонија, ете овдека дојдов во Демихисарско, во селото Граиште, овдека
наминав мештаните да ми раскажат многу приказни за историското битисување на ова село. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Граиште, мештаните од ова село да ми ги раскажат старите адети и обичаи за сите верски православни празници, посебно за старите адети и обичаи, за заслогот, вечерното богослужение, утринската литургија, празничната трпеза посветена на верскиот празник Томина недела, сето тоа преточено во документарен запис со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во властите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Приквечерното граиштанско небо беше кристално чисто, сонцето што туку заоѓаше, а сончевите зраци ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена посветена на верскиот празник Томина недела. Мештаните од селото Граиште во манастирскиот комплекс Граиштанскиот манастир ги привршуваа подготвителните работи за заслогот вечерната богослужена литургија во чест на верскиот празник Томина недела, а ширум Демихисарското поле како бисер гердан се заради народ во правец на Граиштанскиот манастир. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис од засловот вечерната богослужена литургија во чест на верскиот празник Томина недела, предлагам да ги надополните вашите сознанија за верските православни празнувања, нивното значење со досегашните историографски сознанија на професорот Драгослав Миновски, копајќи низ архивите ширум Македонија, да ги проследите во продолжение на оваа репортажа. Најважните аспекти на православниот христијански живот се постот, молитвата, исповетта, литургијата и причестувањето. И постот и молитвата имаат за цел да му помогнат на човекот полесно да ги надмине сите тешкотии што му предстојат и да го заслужи Царството Небесно. Значајна карактеристика на црквата се светителите кои со своите животи и дела многу придонесле за благосостојбата на црквата. Уште тука на земјата, усовршувајќи се во христијанските доблести, тие се зближија со Бога и го заслужија вечниот живот и Царството Небесно. Многумина од овие светци правеле чуда за време на својот живот, ги лекувале тешко болните и многумина ги утешиле и ги воделе на вистинскиот пат. Некои и по смртта правеле чуда преку своите нераспадливи мошти. Чудата на светителите се една од многуте потврди за вистината на православието. Најважната улога на православните цркви е да служат како место каде што верниците ги пренесуваат своите молитви на Бога, а најважниот дел од црковниот живот е светата литургија, тоест богослужба, која се служи во недела и други празници во храмовите. Покрај литургијата има и утрински и вечерни молитви, часови и бденија кои имаат и едукативен карактер. Литургијата ја служи свештеник со присутните верници, а со помош на химнал кој не е потребен доколку народот знае да одговори на литургијата. Собрани на овој начин за заедничка молитва и благодарност кон Господа, свештеникот и верниот народ, засенчани од мистичното дејство на Светиот Дух, ја представуваат вистинската
Христова црква. Божичните и великденските литургии, како и сите други празници поврзани со животот на Исус Христос, имаат најголемо значење во животот на православните. Посебно значајна е богослужбата во Велика Сабота, кај неговиот свет гроб во Ерусалим, при која чудесно се појавува милостивиот оган, кој го представува видливото појавување на Светиот Дух и потврдата на воскресението на Исус Христос. По призивот на Светиот Дух, Ерусалимскиот патријарх го прима огнот на својата свеќа и им го предава на присутните. Верниците тврдат дека пожарот не предизвикува изгореници при допир, ниту пак чувство на висока температура. По призивот на Светиот Дух, Ерусалимскиот патријарх го прима огнот на својата свеќа и им го предава на присутните. Верниците тврдат дека пламенот не предизвикува изгореници при допир, ниту пак чувство на висока температура. Најважното дело на кое се заснова литургијата е Библијата, која ги вклучува Стариот и Новиот Завет, како и Светото предание. Новиот Завет, кој го представува животот и учењето на Господ Исус Христос, е особено важен за православието. Православието се изразува преку конгрегационализмот, тоест преку искуството на собирање на црквата, бидејќи таа е вистинска заедница во Светиот Дух. Се заснова на почит кон Господ Исус Христос и неговите учења, Богородица и светите отци. Светите отци за православието представуваат само помошници и воопшто помагачи во комуникацијата на човекот со Бога, а иконите во православието представуваат место на благодатно присуство, прозорци кон небото. Почитувањето на светите икони не се заснова само на самата содржина, туку и на вербата во благодатното присуство на таа содржина. Богослужението во православието е многу обемно и сложено, а се карактеризира првенствено со три основни карактеристики. Во православието, богослужение со највисоко христијанско вдахновение, најскапоценото наследство на антиката е комбинирано со духовната визија за убавината на овој свет. Православието се карактеризира со религиозен реализам. Православната литургија го содржи споменот на сите црковни настани. Карактеристика на православието е космизмот. Православието е насочено не само кон човечката душа, туку и кон целото создание. Дополнително, православието следи мистично искуство кое предпоставува излегување од себе и духовен контакт со божествениот свет, особено во светата тајна Евхаристија, која е врв на православната религиозност. Конечно, православието не познава морал кој би можел да се одвои и третира како посебна филозофска област. Православието го извлекува моралот од догматиката, така што моралот е практична примена на догмата, тоест начин да се спаси човечката душа. Најважните аспекти на православниот христијански живот се постот, молитвата, исповетта, литургијата и причестувањето. И постот и молитвата имаат за цел да му помогнат на човекот полесно да ги надмине сите тешкотии што му предстојат и да го заслужи Царството Небесно. Значајна карактеристика на црквата се светителите кои со своите животи и дела многу придонесле за благосостојбата на црквата. Уште тука на земјата, усовршувајќи се во христијанските доблести, тие се зближија со Бога
и го заслужија вечниот живот и Царството Небесно. Многумина од овие светци правеле чуда за време на својот живот, ги лекувале тешко болните и многумина ги утешиле и ги воделе на вистинскиот пат. Некои и по смртта правеле чуда преку своите нераспадливи мошти. Чудата на светителите се една од многуте потврди за вистината на православието. Најважната улога на православните цркви е да служат како место каде што верниците ги пренесуваат своите молитви на Бога, а најважниот дел од црковниот живот е светата литургија, тоест богослужба, која се служи во недела и други празници во храмовите. Покрај литургијата има и утрински и вечерни молитви, часови и бденија, кои имаат и едукативен карактер. Литургијата ја служи свештеник со присутните верници, а со помош на химнал, кој не е потребен доколку народот знае да одговори на литургијата. Собрани на овој начин за заедничка молитва и благодарност кон Господа, свештеникот и верниот народ, засенчани од мистичното дејство на Светиот Дух, ја представуваат вистинската Христова црква. Божичните и великденските литургии, како и сите други празници поврзани со животот на Исус Христос, имаат најголемо значење во животот на православните. Посебно значајна е богослужбата во Велика Сабота, кај неговиот свет гроб во Ерусалим, при која чудесно се појавува милостивиот оган, кој го представува видливото појавување на Светиот Дух и потврдата на воскресението на Исус Христос. По призивот на Светиот Дух, Ерусалимскиот патријарх го прима огнот на својата свеќа и им го предава на присутните. Верниците тврдат дека пожарот не предизвикува изгореници при допир, ниту пак чувство на висока температура. По призивот на Светиот Дух, Ерусалимскиот патријарх го прима огнот на својата свеќа и им го предава на присутните. Верниците тврдат дека пламенот не предизвикува изгореници при допир, ниту пак чувство на висока температура. Најважното дело на кое се заснова литургијата е Библијата, која ги вклучува Стариот и Новиот Завет, како и Светото предание. Новиот Завет, кој го представува животот и учењето на Господ Исус Христос, е особено важен за православието. Православието се изразува преку конгрегационализмот, тоест преку искуството на собирање на црквата, бидејќи таа е вистинска заедница во Светиот Дух. Се заснова на почит кон Господ Исус Христос и неговите учења, Богородица и светите отци. Светите отци за православието представуваат само помошници и воопшто помагачи во комуникацијата на човекот со Бога, а иконите во православието представуваат место на благодатно присуство, прозорци кон небото. Почитувањето на светите икони не се заснова само на самата содржина, туку и на вербата во благодатното присуство на таа содржина. Богослужението во православието е многу обемно и сложено, а се карактеризира првенствено со три основни карактеристики. Во православието, богослужение со највисоко христијанско вдахновение, најскапоценото наследство на антиката е комбинирано со духовната визија за убавината на овој свет. Православието се карактеризира со религиозен реализам. Православната литургија го содржи споменот на сите црковни настани. Карактеристика на православието е космизмот. Православието е насочено не само кон човечката душа, туку и кон целото создание. Дополнително, православието следи мистично искуство кое предпоставува излегување од себе
и духовен контакт со божествениот свет, особено во светата тајна Евхаристија, која е врв на православната религиозност. Конечно, православието не познава морал кој би можел да се одвои и третира како посебна филозофска област. Православието го извлекува моралот од догматиката, така што моралот е практична примена на догмата, тоест начин да се спаси човечката душа. Црквата представува градба, односно објект, со намена за обавување на христијански верски обреди. Црквата се состои од 3 дела. Припрата, односно нартекс, каде се палат свеќи, наос, средиштен дел и олтар. Во внатрешноста на црквата се наоѓаат икони и фрески на кои се насликани светци. Потребата од црквите произлегла од редовните средби на христијаните на почетокот во приватни куќи, а подосна, како што се зголемувала заедницата, се јавила потреба за поголем простор, наменет за богослужба. Голем замав градењето на цркви земало за време на царот Константин I. Првите христијани биле жители на Палестина и нивните богослужби се одвивале во приватните куќи и во синагогите. По првата еврејска војна почнало да се престанува со богослужење во синагогите. Во сирискиот град Дура Европос, на западниот брег на Еуфрат, на римската граница, при обсадата на градот од страна на партите во 257 година, уништен е градот, но била сочувана црква и синагога кои биле украсени со фрески. И двата објекти биле пренаменети од приватни куќи во верски објекти. Со Миланскиот едикт и поддршката која ја давал царот Константин I, дошло до голем градителски замав на градење цркви. Црковната архитектура од тоа време била пример како треба да изгледа една црква во наредните векови. Тука спаѓаат Базиликата Свети Петар и Базиликата Свети Павле. Источниот тип на црковна архитектура се заснова на впишан крст со купола во средината. Својот почеток го има во изградбата на храмот Аја Софија во Цариград. Овој тип на црковна архитектура има влијание се до денешен ден во источните цркви. Христијанските храмови се поставуваат во правец исток-запад. На источната страна од храмот се наоѓа олтарот. Се смета дека олтарот е најсветиот дел на црквата. Во олтарот се наоѓаат трпеза, односно престол, проскомидија и џаконик. На престолот мора да има антиминс, свето евангелие, крст, дарохранилка во која се наоѓаат материјали за присуствување на болни лица, мирносоница, потребна за свето крстење и свеќи, кандило и службеник. Проскомидијата е место во олтарот каде се чува се што е потребно за богослужба. Путир, дискос, копје, лажичка, одела за служба. Почитувани мои, додека со мојот поглед, така да речам, го разгледував манастирскиот комплекс посветен на свети апостол Тома, еден од 12 Христови апостоли, во мене како на филмска лента се редеа моите досегашни сознанија како за многовековниот Граиштански манастир, така и за апостолот Тома,
еден од 12 христијански апостоли, копајќи во архивите ширум Македонија, предлагам да ги преследите во продолжение на оваа репортажа. Гаиштанскиот манастир, наречен и Шути манастир, му припаѓа на Крушевско-Демихисарската епархија на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Тој се наоѓа југоисточно од селото Граиште и југозападно од селото Вардино. Манастирскиот комплекс е еден од најстариите манастири во Демихисарско. Манастирската црква е градена во досниот среден век, поточно речено во првата деценија на 16 век врз темели на ранохристијанска базилика. Манастирската црква била релативно голема, триконхална црква со нартекс и 2 куполи. Градбата била од травертински делкан камен и кршен камен поврзан со варов малтер. Покривната конструкција била изработена од брестови греди, покриена со доломитни плочи. Влезната врата се наоѓала на западниот зид. Своевремено била фреско живопишана. Манастирот имал и манастирски конаци. Манастирот бил заграден со камена авлија, каде што се наоѓала влезна тешка дрвена порта. Манастирот во 16 и 17 век представувал голем духовен и книжевен центар. Тој располагал со голем книжевен фонд, односно голема библиотека, а за тоа говори фрагментот од записот во службениот Минеј за месец септември од 16 век, каде што е запишено дека во овој манастир живеел и творел книжевникот Спиридон, за кого се смета дека е и основач на манастирската библиотека. Манастирот во 18 век е разрушен, а реобновен во 2002 година врз темелите на старата манастирска црква. Царските двери од стариот иконостас, кој бил уништен во 18 век, денес се наоѓаат во соборната црква во селото Бучин. Томина недела меѓу православните свештеници, наречена Антипасха, е значаен христијански празник кој се прославува во првата недела по Великден и е посветен на светиот апостол Тома, меѓу верниците попознат како неверни Тома. Кога Исус Христос се јавил на апостолите, Тома не бил со нив, а кога тие му кажале дека го виделе учителот, тој не поверувал и им одговорил: дури не ги видам клинците на рацете негови, и не го ставам прстот свој во раните од клинците, и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам. Поради тоа, апостолот Тома е наречен неверен Тома. По 8 дена од кога и Тома бил со другите апостоли, Христос пак им се јавил, при што посебно му се обратил на Тома: дај го прстот свој овде и види ги раците мои. Дај ја раката своја и стави ја во ребрата мои. И не биди неверлив, но верлив. На тоа Тома одговорил и рекол: Господ мој и Бог мој. Исус му рече: Тома, ти поверува од и ме виде, блажени се оние кои не виделе и поверувале. Со неговиот сомнеш во воскресението на Господ Исус Христос беше придобиена новата потврда за тој чудесен и спасоносен настан. После гувањето на Светиот Дух, кога апостолите ги мешаа жребките каде кој ќе оди на проповед, на Тома му падна жребка да оди во Индија. Меѓу останатите Тома ги обрати кон Христа и двете жени на двајца индиски кнезови, Теритијана и Мигдонија, кои што беа сестри. Овие сестри беа од своите мажи намачени заради верата, затоа што не сакаа да живеат со нив, откако примија крштение, а потоа мажите ги отпуштија. Откако се ослободија од бракот, тие поживеа богохудно до самата смрт. Диониси и Пелагија претходно беа верници, но кога ја слушнаа апостолската проповед, не влегоа во соживот,
но се посветија на подвиг. Пелагија заврши како маченичка за верата, а Дионисий беше поставен од апостолот за епископ. Пред својата смрт апостол Тома, како и другите апостоли, бил на чуден начин пренесен во Ерусалим на погребот на Пресвета Богородица. Бидејќи стасал подоцна, многу се нажалил и на негова молба го отвориле гробот, но телото незино не го нашле таму. Господ ја зел својата мајка во своите небесни населби. И така, Свети Тома, само со своето неверување ја утврдил верата во воскресението на Господа, а пак овде, со своето задоснување, го открил чудното прославување на Божјата мајка. Кнезот Музди, маж на Тертијана, кому што Тома му ги крсти жената и синот, го осудил апостолот на смрт и испратил 5 војници, кои што го прободиле со 5 копија. Така се ја предаде душата во рацете на Христос, светиот апостол Тома. Верата според зборовите на апостол Павле е жива представа за она на кое се надеваме и докажуваме на она што не се гледа. Вистинската вера е исповедување на се она што е напишано во Светото Писмо, во Стариот и Новиот Завет и она што е раскажано од апостолите и светите отци на вселенските и поместните собори. Првите сведоци на неговото воскресение биле неговите непријатели, односно војниците кои чувале стража околу гробот и виделе како каменот од гробот сам се одвалил и како печатите кои биле на гробот пукнале и како од гробот Господ Исус Христос се кренал, воскреснал и се вознел и веднаш потоа и се јавил на неговата мајка Пресвета Богородица. Според светото предание, прва која го видела Христоса воскреснат е Пресвета Богородица. Од Светото Евангелие дознаваме дека Марија Магдалена, која со другите жени, миросници, дошле до гробот и влегле во него, ангел Божји кој седел на гробната плоча им се јавил и им рекол: "Не бојте се, знам дека го барате Исуса распнатиот. Не е овде, воскресна, како што беше рекол, дојдете и видете го местото, па отидете бргу и кажете им на учениците негови дека он воскресна од мртвите." По средбата со ангелот, откако Марија излегла од Христовиот гроб, Исус Христос и се јавил, но таа не го препознала, бидејќи мислела дека он е градинарот што ги чува гробовите и ги украсува со цвеќиња. Но кога Марија Магдалена го слушнала неговиот глас, извикнала Равуни, што значи учителе, и сакала да се допре до него и да му ги целива нозете, но Господ и рекол: "Не допирај се до мене, оти уште не сум се вратил пред мојот Отец." Потоа Марија им кажала на другите жени миросници, а овие жени миросници заедно со Марија Магдалена ова радосна вест за воскресението Христово им ја соопштиле на апостолите. Апостолите веднаш што ми ја слушнале ова радосна вест, потрчале кон гробот за да се уверат, а свети апостол Петар, кој 3 пати се одрекол од Христа, при средбата со него по воскресението 3 пати ќе го исповеда за вистински Бог. Исус Христос исто така му се јавил и на апостолот Лука, со кого заедно пристигнале во едно село. Тие влегле во една куќа, каде што имало поставена трпеза, на која имало леб и вино. Христос, кога го зел лебот, заблагодарил на Отецот и го благословил заедно со виното, со тоа ја направил правичната света литургија и света причесна, каде што благословениот леб се претвора во тело Христово, а благословеното вино во крв Христова. Првата седмица од Великден се нарекува Света седмица, сите служби што се служат се исти, а се нарекуваат великденски служби
а деновите се сметаат како еден ден, а осмиот ден се нарекува антипашха. Осмиот ден не е материјален ден. Не е ден поврзан со сонцето, месечината, звездите, со стемнувањето или разденувањето. Осмиот ден е денот на Царството Небесно. Добро вечер. Нека денот за новогодини. Од ово село си? Од овде си? Ти си од Суводол, ти? Така. Од кој Галабија си од Суводол? Од која фамилија? Од Чешмаджија. А ти? Сењановци. Доаѓаш често пати во манастирот? Добро. Уназад, кој од 20 години. Така. Нека денот за новогодини. Од овде сте од крај? Чуте, Господ. Од крајште си? Не, од Градино. Од Кутетино? Ама секоја година сум пости тука со моите другари. Од која фамилија си од Кутетино? Од Филипковци. Кој му е летна слава на селото? Мојица. Голема или мала? Твоја куќна слава? Петковден, зимен? Да. Така. Ти момче? Од која фамилија? Шалевци. Шалевци. Ти момче? Тоа е за Суводол. Доаѓаш често пати? прва година овде кажа. Вечер, нека денот за новогодини. Ти од каде си? Суводол. Цело село сте овде, а? А ти момче? Јас сум Кутетино. Кутетино, убаво село. Да. Дружно, така. А ти момче? Јас сум Уджилино. Од Илино големо или мало? Си бил горе на Нелитска црква? А, така, да си здрави жив. Добро вечер, момче. Добро вечер. Нека денот за новогодини. Ovo je napomoć. Од каде си? Đurče. Од Журче. О, убавија манастир горе. Често пати доаѓаш во манастирот. Од која фамилија си? Od Rištak. А твоето име? Slavko. Така, кој му е летна слава на селото Журче? Na manastiru gore je Sveti Atanasij. Letna slava nije na селото Светилија. Така, да. Илино. Секоја година доаѓаш којницата таму, така? Така. Ти момче? Ja sam Murgašov. Од Мургашево? Од Китрумановци, а? Добро. Japonci, ne starite. Така е, така е. Ова е манастирска вечера. Чорба манастирска, така е, така е. Нека за години. Дека е денот за години. Ми обети дека ќе ме запознаеш со твојот соседец кој што вели дека освен ти што си овој први меѓу еднаквите во селото, тоа е и твојот другар. Да, ова е Вецко Цветановски. Само тој последниве 10 години гради нова куќа. Од Емихисар и има една изрека, вели, само после метод, односно Горан Косовски, го сакам јас, најбоље селото, тоа е Вецко Цветановски. Да, Од која фамилија си? Цветановци. од Цветановци. Od Hrvatskog Drajište. Како се викаше дедо ти? Селото od Tončo. Баба ти? Jana. А по мајка ти дедо ти? Od Slepče. Po majka. Така, Slepčane. така. A ga sакам и Slepče i Grajište isto. Malce bolje Grajište. Кој е побаво село, Слепче или Граиште? Isti mi se. Slepče. Isto, a? Škola. Што беше мотивацијата да речеме овде камо по Граиште, да ги обновиш они стари темели на старата куќа да правиш Sакам ново? da ono dugod na mojite počinjali ľudia, znači dugod da obnovom sакам. Znači dugod da sите moji počinjali предци да го обновам сакам во село. Сега вака едно би рекол, што е потешко, мистријата на куќата или скарава? Мистрија ми е најлесна. Со тие работа. Ама вика станите, ако мајсторот добро не се нахрани, Ама јас сум мислија да сам можам да се изгрешам, а овде прам вечера за 10 души можам да изгрешам на сиве. но меѓутоа вака вика народот, ако домајчинот, на мајсторот, не му направи добар ручек, очако ќе биде искривен, да се миждави живи. Благодарим се, најдобро. Ono što će naruši jedna od tije najmali zapovedi i
така ги научи луѓето, најмал ќе се нарече во Царството Небесно, а он... Утринското граиштанско небо беше кристално чисто. Сонцето што туку изгреваше, а сончевите зраци ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена, посветена на верскиот празник Томина недела. Ширум де Михисарското поле, како бисер гердан се зареди народ во правец на граиштанскиот манастир. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, предлагам поголемиот дел од утринската богослужена литургија, посветена на апостолот Тома, која се одржа во многовековниот манастир, чие име го носи на апостолот Тома, со која чино начествуваше парохискиот свештеник од Демихисарското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, благословениот манастирски ручек, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Зашто Твое царството, силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух сега се погаш и во веки веков. Амин. За да се очисти ова вода, со очистителното действо на предвечна Тројца, да се помолиме на Господа, за да видува вода лековите на душите и телата изгонител, на сите непријателски сили да се помолиме на Господа.
за да и се испрати благодат, избавување, благословение Јорданом, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За сите на коим треба од Бога помош и заштита, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да се просветиме со духовна светина, од единосуштата Тројца, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи наш, да не покаже синови и наследници на своето царство, со пиењето, поросувањето, причистувањето од ова вода, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити не спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Ти ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша, Богородица Преснодева Марија, Пресвятая Богородице, спаси нас. со сите свети, самите себе ден други си отвој живот на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Тебе ти прилега сека слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертви, смертiju смрт побра, и сушти во гробје живот дарова. Христос воскресе из мертви, смертiju смрт побра, и сушти во гробје живот дарова. Христос воскресе из мертви, смертью смрт побра, и сушти во гробје живот дарова. Христос воскресе од мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите живот им дари. Дух сега секојаш и во веки веков. Амин. Уште ќе пренесувам ова словесни бескрвна жртва во чест и спомен на светиот апостол Тома и по неговите молитви. Господи си Христе Боже наш, прими ова словесни бескрвна жртва во над небесниот, а и свет Твој жртвеник. Библијата била во рацете на секој наставник и ученик основна книга и темел на се. Со богомудрието се градело човекомудрие. Се образовале достојни богослужители и народнослужители, книжевници, учители, лекари, апотекари, законотворци, правници, историчари, музичари, иконографи, фрескописци и сите учени луѓе. А тие правеле се за да биде човекот човечен и устремен кон доброто и совршеното. Свети Климент ја пренесувал евангелската порака и верил дека не е доволно само да не правиме зло, туку треба да правиме и добро. Како што рекол Христос, прави го она што сакаш тебе да ти го прават другите. Ги учел на добро детелен живот и тоа го покажувал со личен пример. Поучувал не само со зборови, туку и со живот. Како што рекол Христос, поучете се од мене. Ги советувал на боголюбие и братолюбие, според Божјата заповед, сакај го ближниот како себе си. Учител, како што бил Христос за апостолите, така и Свети Климент бил пример
за учениците. А во тоа е тајната на неговиот зачудувачки голем успех. Другарувал со нив, живеел со нив, со кротост и со љубов татковска се однесувал кон нив, а тие му возвраќале со послушание и синовска оддаденост, како што се вели во житието, го слушаа како татко. Свети Климент љубел со срце, не со уста. Неговото деноноќно присуство меѓу учениците и духовното влијание многу значело во нивното оформување како личности. Тие ги гледале големата трудолюбивост, неуморната молитвеност и строгиот подвижнички живот на својот ценет учител. И затоа запишале: ние никогаш не го видовме да е без работа. А и тој бил од истиот народ и го сакал и го знаел по душа, а ако бил некој дојденец, елин или латин, сириец или александриец, не ќе можел така да им се доближи, ниту пак тие ќе можеле да го сметаат за свој и толку близок. Целиот живот им го посветил на Бога и на народот. А секој народ има таков учител од Бога испратен за негово спасение. Нашиот најголем учител и духовен пастир е Свети Климент Охридски. Тој е Божји светител и народен просветител. Просветител со полно значење на зборот просвета. По 7-годишната учителска дејност, во 893 Господово лето, Свети Климент бил поставен за епископ Велички и станал прв словенски епископ во чија епископија се богослужело, се проповедало, се читало и се пишувало на старо македонски словенски јазик. Организирајќи ја својата епископија, станал организатор на црквата кај нас. Со наша народна иерархија, та во Охрид ги поставил темелите на подоцнежната Охридска архиепископија, од која произлезе Македонската православна црква, вистинската и доследна нејзина наследничка и продолжителка на Свети Климентовото дело. Свети Климент Охридски бил епископ со вера и со љубов кон Бога и кон луѓето, жртва на народот и со живот според Евангелието. Никогаш не понизил никого, епископувал апостолски. Притоа, неговата најблиска подкрепа бил Свети Наум Охридски, основоположникот на монаштвото во Македонија. И двајцата биле од Бога повикани и избрани од светот, за да се издигнат високо над светот. И секогаш први го правеле она што ќе побарале да го прават и другите, та сведочеле со својот личен пример. Го надживеале времето и се вградиле во вечноста и во светоста. Нам пак, на македонците, ни останува како достојни чеда Свети Климентови да бидеме вистински следбеници, да ги чуваме и негуваме со љубов и грижа придобивките од памтивек наши, и верата, и црквата, и народот, и татковината, и јазикот, и писмото, и просветата, и книжевноста, и минатото, и иднината. Почитувани мои, не ми се напушташе Демихисарското село Граиште, но морав да се заминам затоа што ме чекаат и другите села распослани во Демихисарскава регија и за нив да направам документарни записи со едно ветување дека повторно ќе наминам во селото Граиште, за да Господ на сите нам живот и здравје да ни дава.